Готувавме 3 сценарија како да се одвива серијалот Македонија на европско. Првото сценарио беше најкратко и за жал се оствари. Македонија го заврши настапот во групи, за прв пат без победа. Минатото европско 2020 година бевме исто елиминирани во првата фаза, меѓутоа имавме една победа против Украина. Сега забележавме 3 порази, делувавме интересно, борбено, можеби свежо против Словенија, тотално загубени против Црна Гора, денеска ова беше повеќе од тренинг надпревар. Барајќи ги темите како да ги поделиме и да го почнеме разговорот, јас најубаво со статистика. Извадив 2 статистики. Добрите репрезентации, оние што ги сметаме за фаворити и што со своите игри го покажале до сега низ годините, бележат во просек по пример Данска 4,5, Шпанија 5,5, Германија 5,5, Франција 5,5 загубени топки по надпревар. Оној втор ешалон кој што секојаш се труди да изненади, кој што јас сум ги ставил а интересни репрезентации, верувам ќе се сложите со мене. Унгарија 7, Португалија 10, Исланд 8,5. Ние влегуваме тука со 15 изгубени топки по надпревар. Еве првата тема за разговор. Иве ти си тренер, Даре е тренер, Ѓоргон е цело време во ракометот, долго време е играл. Прва тема која е како прашање, кој трибиниве политичкиве, нели? Па добро, Господине Иван Марковски, вашето мислење околу статистичката грешка, ќе речем, грешка, околу статистиката за изгубени топки. Најнапред сакам да се заблагодарам на поканата и да ги поздравам сите гледачи на наша ТВ, вашиот и нашиот медиумски партнер. Еден од сегментите кој што е или основа на ракометот се тие основни работи или технички грешки елементарни кои што ги наведовте, се покажа како еден сериозен проблем на нашата ракометна репрезентација и мислам дека тој е непобитен факт од една чиста причина што мислам дека се покажа барем ново европско првенство дека тие недостатоци кои што секогаш ние и во нашата работа и во сите медиумски гостувања и така натаму и теми и разговори, техничките грешки се покажаа како една од проблемите за нас, каде што резултира со еден резултат како што беше на европското првенство. Мислам дека еден доволен и добар показател дека веројатно недоволно обрнуваме внимание или не работиме доволно добро на тој сегмент, бидејќи видовме имплементација на многу млади играчи на европско првенство. Сега дали е тоа реално, дали е тоа нешто што можеби јавноста ќе речи дека е тоа нормално, јас би рекол дека не. За да дојдете спремни на вакво надпреварување треба да внимавате на секој детал. Мислам дека нас токму и првата тема во оваа емисија беше споредбата со останатите репрезентации, каде се тие, каде сме ние. Мислам дека евидентна е разликата и она што каде заостануваме во овој момент и мислам дека треба да биде една детална анализа, да предстои детална анализа од сите стручни штапи, сите тие што работат во ракометот денес и мислам дека да ни биде показател првен оптаму, па каде ги спремаме, до каде се играчите за да дојдат во репрезентација, па да бидат учесници и да преземат одговорност. Дари и Кики ја препознава мојата работа околу статистикава, се надевам дека и овој податок сега што го извадив ви е интересен. Ѓоргон, ти не си тренер. Да, јас сакам прво да те поздравам тебе, уште една за твојата амбициозност и се ова што го правиш. Многу ми е драго што сум меѓу луѓе кои што работат, ја не работам не сум тренер, но откако знам за себе, знам една изрека или сум слушнал една изрека
играш онолку колку што ќе ти дозволат. Сега, зошто кажувам ова? Од аспект на технички грешки. Значи, денес ние исто имавме, можеби, не знам, 15-тина или не знам, грешки. Малку И да ако некаде сум тенок, тука со статистика сум многу тенок, не обрнувам внимание. Значи, на тоа, но знам дека овие играчи кои што денес играат против ваква екипа, нема да ги направат истите грешки ако утре играат во некој суперлигашки надпревар во Радовиш, во Пролет, во Битола или било каде. Ова го кажувам од аспект дека самиот противник ти наметнува да грешиш во дадени моменти, од аспект на антиципација, од аспект на дуел игра, од аспект на импресионираност на противник, можам да кажам за денешниот надпревар. Со оглед на старосната граница на се што поминале, на минат труд. Така да од тој аспект, затоа викам, техничките грешки ги правиме онолку колку противникот ни е ваков или онаков, иако тоа на моменти не изгледа така. Колку ќе не натера да Да, греши. колку ќе не натера, значи модерен термин е последните неколку години таа антиципација или тоа излегување и ајде да кажам размрдување на противникот, да една несигурност, а кај овие играчи кои што ги видовме денес кај нас, кои што се, ајде да рекам, еден дел се неискусни, не можеме да кажеме сите, тоа знае многу да влијае и на минатите надпревар влијаело и сега влијае и веројатно ќе влијае до онеј момент кога и ќе создадат квалитет, но и ќе создадат еден багаж искуство. Даре, во прва лига сигурно не водите толку прецизна статистика околу изгубените топки, меѓутоа важни се. Како не се важни? Важни се, независно која лига играш, се прават од после. Ракомет е ракомет, спорт е спорт. Нема веза од која лига, но статистиките после завршен надпревар, верувам дека стручниот штаб на репрезентацијата дека си ги напред тие статистики, но кој што кажа и Ѓоргон и Ивен е у континуитет ова првенство имаме испод 15, ги повторуваме истите грешки цело време. Наместо да ги намалуваме, можам да кажам дека денес мислам на тоа и така. Во однос на противникот. Така. Што да се каже? Да, требаше, нели очекувавме малце порастеретено да се игра, но пак тие грешки се многу високи. Така да и исходот е таков каков што беше. Втората тема исто е статистичка. Процентот на реализација на шутери, не на напади, оти има две такви категории, реализирани напади и реализирани шутери. Па еве пак имам две категории на екипи. Една е ова првата, нели врвната, и вака стојат работите. Статистиката е за изминатите два надпревари. Значи, мала е примерокот, меѓутоа веќе ни дава некаква слика. Данска 73% реализација, Германија 71%, Франција 75%. Шпанија е нешто послаба, меѓутоа и тука имаме нели пак некој оправдување, прилично подмладен состав е, има доста измени и тие имаат 59%. Овој вториот ешалон кај што ние нели треба отприлика да сме гравитираме, да се сместени. Унгарија 64%, Португалија 68%, Исланд 68%, Холандија, не знам преска дали ја спомнав во категоријата, пошто полека ја вметнувам во овој вториот ешалон на сериозни репрезентации, 70% на реализација. Нашата е 60%. Денеска си ја расипавме и 60-ката, 56%. Иве, слаба реализација. Па добро, вака статистички, денес статистиката е една многу сериозна работа која што ја така си го барам местото во раковете. Да, која Имам две понуди, не знам дали знаете, имам две понуди, аеродром и Бутел. Не знам колку се сериозни, ама понуда си е понуда, така? Да. Прифати ја Бутел. Стоиме на понудата. Статистиката е една сериозна работа каде што може да ви покажем во кој правец делувате, каде грешите, кои работи треба да ги поправите и така натаму.
во првата тема спомнавме дека македонската репрезентација, ако ние сме во тој вториот, не знам, гравитираме во тој ешалон. Што би рекле комши Срби, цуриве некако вториот ешалон. Во вториот ешалон, мислам дека реализацијата на некој начин е еден битен сегмент каде што на некој начин и крајниот резултат доаѓа до израз. Иве, извини, кога ја поставувате играта, секој напад е поставен за 100% реализација, не е за 60. Така, ние тренерите знаеме да бидиме малце и премногу да бараме од екипата и од играчите. Мислам дека од моето искуство до сега, јас како тренер секогаш сум обрнувал внимание и посебно сум потенцирал на овие работи, реализација, отворени шутови, стварање на шанси и така натаму, кој мислам дека према играчите ствара некој дополнителен психолошки притисок и кој што треба се помалце да го споменуваме во терминологијата, но да внимаваме, односно во делот на тренажниот процес да обрнеме внимание, да работиме и да се стремиме колку што може повеќе таа реализација да биде на онај просек или но ние збораме за некој 60% без денешниот надпревар. Гледате дека Данска, останатите Холандија, репрезентации сега ги спомнавме се на едно 70 кое што е задоволително ниво. Мислам дека тоа е кога дојдете до шанса или стварате шанса за гол, тоа е 50-50. Така, директен, не знам, од изработена ситуација, чист контранапад, тоа е 50-50 према голманот, тоа е моментот кај што играчот треба да го избери, според мене, најдобрата селекција на шутеви, дека треба да го даде максимум, да знаете од другата страна кој профил на голман е и така натаму. Мислам дека македонската репрезентација имаше сериозен пристап, сега колку тоа беше продуктивно и бројките кажуваат, мислам дека не треба, ако за обичните гледачи тоа е како бројки, не знам, стручниот штаб и тимот кој што го има околу себе ќе треба да го... Ќе дојдеме и нив, ќе ги скоментираме и нив сега, нема да ја пропуштиме шансата. Ќе го најдат, веројатно, и ќе најдат и причината зашто се појавуваат тие бројки. Горан, мислам дека во една колумна напиша дека најдобри играчи, ќе ме поправиш ако грешам, ако сум ја прочитал... Не, ако сум прочитал нечија туѓа колумна, мислам дека беше твоја, кај што рече дека во многу голем дел од надпревари која Македонија губи, играше надпреварот е противничкиот голман. Не е моја колумна. Не е моја колумна. Ќе се надоврзам сега на тоа што го кажав преска за статистиката. Пак се носиме во ситуација на тоа во голем дел нашата реализација зависи кој стои од другата страна. Така да не е исто ако од другата страна брани, не знам сега во моментов Ландин како некој врт на ова и така натаму да не ги ставаме се некој што се од трет ешалон. Тоа е еден аспект, второ самата реализација во голема мера зависи од психологијата, стабилноста на играчот. Значи, ајде, ние сите тука повеќе и помалце сме играле ракомет и сега тоа е една работа дека психологијата е многу битна тука од аспект на визуализација. Ние работевме едно време, сега гледам повторно е професорката тука во репрезентација, значи визуализација работевме многу во дел на реализација. Тоа значи дека надпреварот да го гледаш однапред, односно ситуацијата да ја имаш видено однапред. Тоа се работи од типот да со вежби од типот на примам топка на моја вообичаена позиција, шутирам долу, дијагонално, горе, дијагонално и тоа го повторувам, давам гол и тоа е нешто што се подобрува конкретно сега збориме за реализацијата. Горан, извини ке те прекинам. Значи дека Талерски не доаѓал на тие подобрки? Не значи тоа, него значи дека имаше, морам да ти кажам, ајде сега кога ме влечеш за јазик, во таа група на луѓе што бевме 2008-2009, имаше луѓе што
од старт го одбива начинот на работа на психологија, тоа беше интересно, значи и професорката беше така запрепастена да кажам од одредени играчи кои што нема потреба се наведват, дека едноставно и на тестови стоја како мангупи и на самите предавања и на тие вежби, тие беа тие кои што ова сега што е ова, зашто ова, кому треба ова. Тоа е една наука голема, цела наука која што е имплементирана во спортов, така да тоа е, пак ќе кажам, многу мислам дека психологијата е многу важна и уште една работа што според мене е важна, тоа е автоматиката. Значи тоа што вика Иве, тренираш на тренинг, сега земам пример, пивоти шутираат од широко, шутираме дијагонала, шутираме мала мрежа, шутираме поднога и тоа го вежбаш. Ако тоа не го извежбаш, ти мислиш дека на надпревар ќе го шутниш тоа што треба да шутниш, кога ќе дојде моментот, ти и ќе се изненадиш од ситуацијата и ќе има последици од типот на што го спомна играчот сега, ти Талески или било кој. Така да, и уште една многу важна работа, спомна статистика на репрезентации кои што имаат повисоки подел. Многу е важен стилот на игра на репрезентацијата. Холандија гаи стил на игра, на една досадна игра, на дуел игра, кај што нивните реализации завршуваат, може таква статистика нема. Јас гарантирам дека најмалку шутеви ван 9 има Холандија. Значи и Кај Смит, и Лук Стейнс, и останатите, да не збориме за Пикери и Крила, шутираат внатре од 7 до 9 метри. Така беше со Данска на светското. Нормално е дека реализацијата нивна. Кога ти имаш сега репрезентација како пример, ајде да ја земеме Русија со четворица топџи кои што шутираат од ван 9 метри, нормално да тука реализацијата е друга. Тоа ми беше, значи, тие две работи со топџиеве поправда Талевски. Значи, ти добро сега, тоа мислам дека не е урека дека бековите имаат процент еден, крилата и пивотите. Кога збориме сега каков процент сте имале, и Дарко и Иве беа крила. Јас бев пивот, јас немав многу топки во животот, ама ја имав најдобар процент во Хрватска на реализација, што тоа не е зафалење, тоа е нормална работа. Ако си фатил 27 топка, ти мораш 7-18 да ги даеш, во спротивно ти така. И обратно, ако Талески од 27 дај 18, тоа веќе е во фаза на неможна мисија, не за Талески, општо за бекови како позиција. Даре во првата лига бележите ли колкава реализација? Се разликува ли За од првата лига ти. Да, ќе ти кажам зошто, ќе дојдеме до тоа. Све се Ќе бележи, дојдеме до тоа. Јас можеби не сум подготвен добро, ама разговорот кој ќе го водам, си влечам. Мене прашајме за прва лига, зашто само на Дарко го прашај за прва лига? Значи, Сега, во минатата емисија го кажав и тој податок. На Европското првенство од втората Бундеслига има 22 играчи. Холандија има само 4-5. Само Холандија има 4-5, не е важно. Единствена друга втора лига која што има играчи на ова првенство е Македонија. Затоа го навлеков Даре да прашам, ние имаме во денешниот состав имавме четворица играчи од втората лига. Ако не сгрешим. Ѓоргиев, Серафимов, Митев и Симонов. Митев и Не, Митев Митев е е прва од лига. Суперлига. Еве тројца, Симонов, така и да. мене така ме влече на чет. Да. Значи, истото го има, што го има и во Суперлига, затоа сакаше и Ѓоргон Тоа зависи од бидејќи клубот, зависи од клубот, не зависи од надпреварувањето. Верувам дека во Суперлига има Точно екипи кои што така. немаат статистика, немаат лекар. Немаат ни тренер за голмани, но Така. да не сега да го носиме муаветот Така. на друга страна. Иначе Некои немаат ни бекови. Добро, бекови не некои. Многу немаат бекови. Статистики се прават, Многу немаме бекови. статистики се прават, и сигурен сум дека Ѓоргон во својот клуб ги прави, бидејќи знам дека за таа работа доста го бива. Не се занимавам со Па спорт. мислам дека јас дека мислам може Без грешам, разлика, само ама ќе му знам направиме дека надиград. Значи, статистика, да, ама ако таа статистика ја користиш. така. Ако ти напишиме, ние гледаме секој вторце, и денес видовме со тетрадче, некој пишува таму. Ако таа тетрадка после не се Не се излечени за С. така, извини, И да. многу убаво кажа Иве и Ѓоргон,
додека едно движење стане автоматизирано, треба репетиции за време на тренинг, па шутеви од помал, од поголем агол, се согласувам, но една работа стварно мене ме чуди. 134 на саат имаше шут. 134. Талевски, Пак кај него се вратиш, да. зашто многу слаба реализација, многу слаба. Не Почему? може, не знам дали имаше 25%. Јас мислам дека е психологија во прашање. Ја мислам дека е второто, исто. Ако земеме процентуално само неговото, мислам дека е 25-30% тука негде. Ако не Ја се- дека гледавме над преворот, нафрлив едно прашање, вие ми го отврливте, ама само кај и пред пошироки да турам. Нели е малку време Македонија да го одмори Талевски, да речеме, 2-3 надпревари? Што јас прашувам што ако го отфрлиме и која е алтернативата? Не, Ѓорго, не реков да го отфрлиме, да го одмориме. Да го одмориме, Така, добро, да го- оти човекот е стварно под притисок. Талент е, 6 години, една, друга, трета екипа во Вардар, видовме, бележи одреден напредок. Да не одиме сега во детали, може, пошто речете дека е многу психологија. Исто како што Ма не. разговаравме дека и сите овие млади што гореа вчера, денеска, пред некој ден, дека и тоа е психологија. Ако јас ти Митар кажам дека Ѓорѓиев- Талевски треба да работи со психолог на Балканов, ќе биде тешка навреда, така? Јас не би го сватил како навреда. Не, јас зборам не за Виктор, зборам за Балканов. Ќе биде тешка навреда. Горан, А мора ја да- кажав мора да сега се дека менуваат ние работите. и сега работеа, не знам што работеа, Работеа, не да. сум бил таму. Работеа. Јас знам ја кога работев, ама не знам дали Вардар, мислам дека далеко е. Иако Вардар е двократен европски шампион, е далеко од некој клуб кој што би имал психолог. Дај Боже да ме Сигурно. демантира. Дефинитивно него му треба помош. Спортски Може да психолог. звучи, сигурно. Сигурно за Не, ние не влагаме во неговите пријатни проблеми, ние не влагаме на тоа што ни треба и тоа што го гледаме. Тоа е меѓу избраните, така? Значи овие беа денес избраните, така да ако е меѓу избраните, во принцип тие треба да бидат сите супермен. По мене. Нормално е да очекуваме Супермен. од нив многу. Супермен. Значи секој од нив треба да биде супермен во својата ова. Не само супермен физички, пошто ние памтиме во своите, да не кажам кариери, играчи кои што поминувале, кои што биле физички и вакви, и такви, и силни и ова, но поминале само. И обратно, памтиме и други работи. Така да, затоа викам, дефинитивно него му треба помош, за да тој ни помогне нас. Затоа што Талевски ретко се раѓа како антропологија во Македонија. Ние не сме, мислам дека ти спомна дека Данска има поише коментари. Следната ние што тема, имаме? следната Ја, тема. Пижители. Ајде, Значи, ќе да не се лажеме. Значи, ние немаме 5 души талевци. Ако има, еве, тренери се, нека кажат во лигата дали имаме, освен сега во моментов Емилијан Ѓорговски кој што е 2002 и кој што надоаѓа, дали имаме ние На таа по позиција. висина вака, не збориме веќе дали има промена правец, дали има не знам прегледност и ова. Вака да прошетаме, да го најдеме. Има еден многу битен момент на себе, ќе се надоврзам и лидерската способност на Талевски, дали тој во себе ја има и дали може да се носи карактер. со тој предизвик, со то бреме или како сакате. Не знам, Киро е во заминување, се бара тој уште еден играч или два кои што ќе го наследат и кои што ќе ја превземе улогата на Ја ќе лидер. нафрлам после двајца, вие ќе ме Мислам дека во демантирате овој или не. момент со се што му се случува него и кариерата и Бундеслигата, промената на два клубови, враќањето во Вардар, мислам дека кај него е барем во главата некоја турбулентност која што на не во овој момент не го дава максимумот или не е доволно излечен максимумот од Талевски, што исто е многу битен момент, дали правилно се пристапува во тренажниот процес према него, дали се реално процените неговите можности, способности, значи еден милион мали работи кои што влијат на него. Да, Талевски е во моментот играч кој што е најверојатно критикуван, можеби и со право, Се можеби и зголемуваат не. малку сега. Да, листата. Листата се зголемува. Но мислам дека Горан добро кажа, дајте ја ние алтернативата. Значи ние во една Јас
во една лига каде што или во една Македонија која што ние преди направивме една груба математика. Груба математика не е точна, од и таков податок не најдовме. Не најдовме Предпоставуваме дека во Македонија нема повеќе од 2000 регистрирани ракометари. И треба да најдете алтернатива која што да. Помни. Холандија. Ја влечам поради таа инспирација со тој надпреварот со Исланд и со нивните перформанси со Унгарија. Ја влечам и со тоа дека во име второ европско дека ги нема со години на сцената. За фудбал ги знаеме, за хокеј на трева се исто многу добри, најверојатно и одбојка, да, исто. 87 години им е стар Сојузот, значи ракомет се играло оддавна. Меѓутоа, како е дојде новиот тренер, последните 6 години се трпеливи кон него, стигаат резултатите. Во Холандија има регистрирано 50.000 ракометари. Следната статистика е Данска, значи одиме сега во онаа групата која што е, нели, Топ of the top. Данска со помалку од 6 милиона жители, значи да речеме 3 пати како Македонија, има 106.000 активни ракометари. Лесно има да најдат Кирке, Локе, Гице. Имајќи преди дека е мал спорт, тоа е е- многу, да, не збориме за фудбал, фудбал има сигурно 600-700 илјади. 1000. Ја овде ќе завршам со талески, пошто стварно има стварно доста теми и мислам дека и многу абсолвирана тема е талески. Ја пак ќе кажам дека за да се надоврзам на Иве на тоа дали некој е лидер, мислам дека главниот проблем наредни години ќе биде барање нов лидер. Ја во моментов не гледам, не како квалитет. Не збориме како квалитет. Како карактер. Како карактер, мислам дека реални е, мислам мали минимални се Ние шансите се да трудиме добиеме таков лидер. целовиот циклус да бидеме реални, да бидеме приземни. Да, ама ние многу често гледаме анализи на национални телевизии, гледаме анализи на и во портали од ликови, од тренери кои што години работат и мене страшно ме нервираат паушални работи. Значи, од тоа ниту ти, ниту Иве, ниту јавноста, што утре треба да го гледа некој ова или да чита, нема ништо да излече. Значи, со паушални, ние треба да создадеме центри. Ајде да ги создадеме. Ние треба да создадеме ракометари. Супер, окей, тоа го откривме. Сега, сакам да кажам дека многу тешко дека ќе најдеме лидер, а втора работа, ако за да ти помогне некој, сакам да завршам со талески, за да ти помогне некој мора да побараш помош. Карактерот негов, спомнав ја си преска, од она што ја го познавам, имам впечаток дека тој не гледа проблем во себе си и во тоа што го работи во моментот. Тоа е мојот, може би грешам, јас мислам дека тој не гледа проблем. Напротив, ќе тргнам од мене, што и да сум работел во животот, може сум играл ракомет малку, сега работам друго, имав 2-3 проекти во животот, никогаш не се ставам во ситуација дека ја нешто добро работам, дека многу добро го работам. Затоа што во тој момент ти почнуваш дојш надолу. Во тој момент кога ти мислиш дека си најдобар, во тој момент ти почнуваш дојш надолу, пошто ако си најдобар немаш кај дојш горе. Така да од тој аспект тој мора прво да заклучи дека ја не бев добар, ја бев лош, ја можам да бидам добар и морам да работам на тоа, психологија, физика, што и да е ракомет, не знам што. Така да не е тој главниот проблем на репрезентацијава, ниту бил некогаш, но проблемот е што ние, како што се клацкарицата одеше Пепи Манасков, Кире Лазаров, ние најдовме сите кај него спасение, да после Кире Лазаров се префали пак топката на Левбек и тој биде локомотивот. Во меѓувреме Кузмановски го потисна, а претходно беше Неловски пред нив, зборам и како 96-та генерација, сега Кузмановски излезе како некој лидер, но се е тоа жал да биде проблематично е за нив со кого ги споредува. Тоа е, тука е проблем голем. Третата тема вака, ја као што се издефинира, па после ќе отидеме малце на општиот мозаик на впечатокот. Голманите ни се прекажаа во одлично светло, денеска беше
по ревиален надпреварот, па и не беа така добри. Денеска не е ни Не е мерило. ни мерило. Sad играме против најсилниот состав. Видовме добро издание од Кузмановски и од Велковски. Може би Да. на првиот надпревар со Словенија не, ама после како да се подослова дека да виде, поготово зборувам за Велковски, дека може и може би беше еден од најсветлите точки во целиот ростер. Па да, според мене, ова цело европско првенство, мислам дека беше најконтинуиран играч кој што го имавме на теренот. Најстабилен според мене. Со добар процент на реализација, може би имаше некои технички грешки. Нема така многу. Статистички гледано нема така многу. Може би ние нас печатокот да. Меѓутоа не е лидер со технички што грешки. не сакам да кажам дека за мене беше најстандарден, он и дам Цветан Кузмановски, но у задниве два Нема надпревари задниот како 32. Да. Не, сакам да кажам, ако во првиот надпревар со Словенија беше со 100% Реализираше, да, да, имаше. овие два не беше баш толку добар, но Но, после Сепак си Што оправо. е- Заедно што е со Кузмановски имаат најмногу грешки. Велковски и Добро, Кузмановски. и Декови Може би се затоа много- може би Нема зашто пилот да сгреши. презема и одговорност. одговорност, да. Да. Ако заваш и даре за Велков, Да. пошто виде, ја во принцип овие деца, ги поминали гледав с тука металург. тука беа, значи ние работевме или ајде може малку поиграв, па работевме и тие тука тренираа, тука ги гледавме, тие беа младинци, втора екипа и така натаму. Значи техничките грешки на Велковски доаѓаат во ситуација кога тој треба да решава. Сад малку смешно го изгледа, но што е Велковски е играч кој што го треба да го има на левбек Пепи Манасков, кој што денес ќе потроши 25 топки, а Велковски ќе потроши 3,5. И во таа ситуација тој е најдобар на терен. Од 3,5 дава 2,5 гола, 3 пати на пивот, еднаш на крило и одбране и тој е најдобар. Но во моментов што ни се деси на второ полувреме со Данска, кај што топка, еве Иве знае многу често, тоа се дешавало и на Лазаров му се дешавало. Тие даваш топката, тие ти ја враќаат одма. Тие даваш, тие ти ја враќаат. Во тој момент Велковски прво никош во живот не е во таква ситуација. Да тој биде тој што ќе решава. Да донесе одлука. Тој бил секогаш човек кој што следел. Значи тој следи, тој не ја создава тој разликата, но тој е одличен во тоа што треба да го испрати. Е сега, ако ние во иднина мислиме дека Велковски нас не сакам никого да подценам. Зборувам за стил на игра. Имало и во репрезентации други такви играчи кои што испратувале. Атласон беше таков во Исланд со Олафу Стефансон, па после и Палмарсон влезе и тој беше тука. 2-3 играше во некои добри клубови, Го ама надополнува не беше мозаикот. тој што Одлучувачки. утре ќе го анализира него. Не разбирате? Значи, Велковски е таков тип на играч, секој би го посакал, зашто ти игра во два правци. Македонија уште долго ќе се базира на него, затоа што ние и така немаме играчи кои што играат во два правци. Баравме Па играч. на пивоти не левак. ни играат во два правци, Така. што правиме мовет за бекови, значи тоа е Баравме левак за позиција десен бек, не можеме да вие најдеме. за пивот да ви игра во еден правец, па тоа треба да биде Агина Галде. Кој е пивот од врвни топ, еве наброиме. Германија има што не игра во Мене два ме правци, импресионирал Данска има. еден пивот кој што игра во два правци од типот на Бјарте Мирхолт од Норвешка. Значи, еве, кои се топ 5 репрезентации? Кажете ми кој од нив има пиво што не игра во два правци. Мислите дека овој германецот плавиот е најдобар пивот на светот? Во напад зборам? Колбахер. Не, Винчек. Винчек. Тој е во некој просек. Да, ама, на друг терен брка работа. Исто и овој другиот што не дојде. Пекеле. Пеке. Значи, ние во таа ситуација немаме. Треба да го планираме. Репрезентации земји прават бекови прават пивоти, од бекови прават пивоти. Игор Вори беше играч што играше бек на светско првенство младинско. Ори ние имаме еден таков пивот. Столе Спилов почнал на центар. Така, не, значи сега да не се префанувам, темата беше Велковски, но само ја кажам, Велковски уште долго, да е жив и здрав, ќе игра, затоа што е благодарен играч. Но, нема никогаш на него репрезентација да се гради, нема никогаш успешна репрезентација се гради на него. Во смисла, мора некој друг да троши топки тука. Ни Тој останува не е Кузмановски. тип. Не е тип. Во моментов да, без 2002.
Во моментов да. Не останува Кузманов. Велковски игра во еден многу специфичен момент каде што Киро е во заминување, така? Да, Киро постави според некои Рачунаме дека веќе дека нема да заигра граници. Може би една Може би ќе се заслужи заигра. нормално една Да, но постави некои високи граници и сега кога ќе ја правиме споредбата меѓу Киро и останатите, тука е и Мартин Серафимов, тука е една веројатно една голем вакуум или некоја празнина. Да, може би е Така време да- веќе да не правиме споредба. Да, но ние се уште не правиме, така. Колку побрзо завршиме, да. полесно ќе помине. Едната на После Македонија Талевски- со десен бек лидер Кирил Лазаров е завршена. Завршена. Сега разговараме за новата ера. После Кај што Талевски, бараме место Велковски за е, Велковски, за Велковски е Серафимов. најкритикуваниот. И во клубот кај што игра и во репрезентацијата. Ние други, третата опција ја немаме. Ние натурализиравме на времето играчи на таа позиција, бидејќи ги немавме и во онај период. Гледај се интересно, вчера во Унгарија тројца натурализирани. Да, Топич. Дали може би пак треба да отвориме таа тема во Македонија? то Топич, не е- десното крило. Секогаш. Не е Секогаш треба да ја Шпанец. отвориме. Да. Секогаш треба да ја отвориме. Топич, десното крило Шпанец То- и уште еден имаше натурализиран. Добро. Не Не е битно. важно. Збораме сега. На клупа го има Точно. Чема Родригес, Топич од Металург. Да. Топич од Металург, да. Не, Збораме не се дигнато. за играчи кои што на некој начин коректно ја одработуваат задачата за кои што се ангажирани, посебно за Велковски. И тука јас мислам дека е тој најголем и према македонската јавност е најголемиот или најнезгодниот критичар од сите досега. Јас играв во доста како играч во доста странски екипи, средини каде што па и како тренер сега во последните години во една Франција, македонската јавност е и незгодна и сериозна тешко бреме. Тешко, да. Ама тоа е поради каде што- социјалните мрежи. Пред ти кога играше немаше Веројатно, социјални да. мрежи, немаше кој да ти пише. Сакам да кажам дека влијанието према нив е исто така еден дел према играчите е голем еден психолошки товар му доаѓа им се наметнува нив и мислам дека во ова време каде што е таа промена на генерации или не знам сега таа нова генерација сега не знам Не на знам, само играчи. тоа е една тема интересна. Ти препорачувам да ја размислиш која е таа нова генерација што доаѓа. Мислам, интересно. The Next Generation. Денеска пишував за Која Next е? Generation од аспект на типот на ракомет кој се игра, а може На да која генерација се мисли што доаѓа? што доаѓа. Мене тоа ме интересира ако може да некој да ми објасни која е таа генерација што доаѓа, пошто ја Кузмановски, Талевски и Велковски не ги рачунам на генерација која што доаѓа. Зборевме, Тие јас- се тука. Тие се тука. Талевски има од 4 или 5. Кузмановски од има 2016 во репрезентација. 6 години, 6 првенства. Стаж. Еве 6 не, може се 5, да не грешим. 6 се. Има играчи што на едно-две првенства ќе учествуваат во целата своја кариера. Ние сега Па збораме Иве немаш, колку имаш? две. 2. Да, Така. тоа беше Сакам да и кажам, времето беше. сакам да кажам, Независно е, да. да. Сакам да кажам за искуството твое Да, од големи од две. напред. Знам ја што беше времето. Времето Да. беше една голема дупка кај што 98-99 и невозможно што беше ти да Невозможно. учествуваш, не беше на 45 да играш или на Сакам на на тоа 39, да се надоврзам сега дека нас во овој момент ни доаѓа, мислам, не опасност, него тешкиот и квалификационен циклус кој ни предстои сега. Значи Тој ќе ние биде, мора да, да ќе видиме биде во два сериозен баражи, предизвик, да. сериозен предизвик, два баражи. Да не каде што забораваме ќе дека биде за минатото многу- светско првенство ни падна Франција во бараш. Да. Така. Дека Па ќе биде короната многу- го укина тој надпревар, па ние всушност испаднавме, па Чешка имаше корона, па отидовме на Така. светско, а не се пласиравме. Значи Така. има мала разлика. Треба Ај, сега да извини, внимаваме да. на тој момент каде што веројатно ова еве Европско првенство за нас е завршено. Завршено. И дека од утре треба да се размислува како понатаму. Јас прочитав негде дека Миркуловски ќе продолжи да игра, да им помогне веројатно. Сигурно дека е потребна помош на негова Па, во овие. со оглед на тоа дека ќе влеземе во двостепен бараш, може Треба да види и Лазаров да изигра, да. И тука треба Да да не се изненади, нели? извлечат само поуки. Ај треба вака се да од ова ќе го извлечам следното прашање, еве, пак Даре од тебе ќе почнеме малце навака, малце натака. Тренерот на Холандија, инаку е од Исланд, ако не грешам, и му е ова 7 година како ја води Холандија, значи тие имале трпение.
Тренерот на Исланд е 6-та година. Ние во Македонија Тој веќе се враќа 3 пати. не извадив статистика, ама не верувам дека некого сме изчекале 6, не дај Боже 7 години. Дали во целиот сплет на околности сега е време, еве специфичен е моментот, нели Кире Лазаров да го испече занаетот на клупата на Македонија во наредните 6 години. Дали ние како јавност, како ракометната заедница, иако знаеме дека има таму доста за, доста против, секој со своите аргументи, дали може би е време да биде, ај вака ќе опосна прашање, македонската ракометна јавност трпелива и да му дозволи на овој стручен штаб, пошто видовме дека има многу млади и уште многу млади што останаа на страна за кои што сите имаме по некој аргумент зошто би требало да понатаму да добијат шанса, дали е сега моментот да го изчекаме еден таков поголем циклус, па макар и по цена да не отидеме на следното светско или европско. Еден проект за да биде успешен, според мене, треба да даде минимум 4 години. Дали е тоа во спортот или е во една компанија, воведувате еден IT Одма ќе те прекинам. Кога земав кредит последен пат за сервисот и кога дојде екипа од една банка, пошто не смеам да ја кажам која, и тие ми рекоа за 3 години ќе бидеш добар. Јас се крстев, можно ли е, кој ќе чека 3 години? 4-та година е векао сум и полека сте добар. Значи се сложувам врз база на искуство. Па така е, не е само во спортот, ти еден, не знам, билинг систем да смениш во една компанија, ти треба подготовка од 4 години, миграција на податоци, што и да е. А во спортот исто така, еден проект, според мене, мора селектор да имаме 4 години да го сочекаме. Ние немаме, кода немаме трпение. Немам. Таман ке почне одма смени го, после прва, после втора. Додуше Ако некои не се нас не лажам, менува од типот на Червари Гонзалес, ама доста и ние сменивме. па ја еве нека ме коригира, дали беше Данило или Обраван највеше што беше Обраван, да, мислам дека Обраван, Обраван најдолго. најдолго. 3 можеби сезони. Така, не даваме шанси, а за да имаме еден успех, исто и во еден клуб, ти 4 години мора таа една генерација да ја работиш за да дојде успехот после таа 4-та година. 2 години се премалце, според мене. Така да ќе оставам Ѓорго? понатаму на Ѓорган. Ја ќе направам едно контрапрашање. Имаме ли алтернатива и избор? Ако имаме пари, секогаш имаме алтернатива и избор. Јас Може са јас да Бајле, кажам- са Бајле бев на утринска и разговаравме за друго и на крај викаат искористиме дури си тука за европско да те прашам. Значи ја така нели пишувам секој ден таму. И имам чувство дека те сваќаат погрешно луѓето. Значи ако ја критикувам зошто сме почнале вака или сме стартувале вака, нормално тоа е моје мислење, значи дека е точно. Апсолутно. Значи, ја не дискутирам дали треба сега ова група на луѓе да биде тука. Немаме во моментов, не дали имам избор, нема логика да ти прави се промени. Значи ти сега треба само да ги поддржиш, но критика ти секогаш може да Конструктивна критика е здрава. Не само нема критика, дилема. ти викаме опозиција, ти мораш да имаш опозиција. Опозиција од аспект тоталитарна власт никому добро не му донела. Да, 4 години, но знаете што може некој да направи за 4 години од држава или од ракометов или од спортов? Значи може се да направи. Така да, тоа е 6 години, ама веројатно тие 7, тие гледаат дека некаде оди. Па ги гледаме статистика Така вака стигнала, значи, така. во моментов лудост е ние да изгориме еден лик како Кирил Лазаров, не сега. Квалификации ќе дојдат. Ќе дојдат. Може нема да поминеме. Не знаеме, Швајцарија. Така. Се случува се. Значи, лудост е да размислуваме на тоа. Ние може да дискутираме. Ја верувам дека секоја дискусија се добро. Од друг аспект, Кирил Лазаров не е селектор. Кирил Лазаров е, порано имаше еден термин во Југославија, савезен капитен. Капитан. Така? Така. Ја не сум толку возрастен, ама сум слушал. Не е исто. Ние и во фудбал исто немавме тренер, имавме тим менаџер. Ќе ја земам српската кошарка како нешто што е многу успешно, така, отколку памтам за себе. Апсолутно. Значи совет, стручен совет. Така, значи и над селекторот има стручен совет од аспект на советодавно тело, од аспект на ова. Значи јас последниве неколку месеци низ населба кај што шетам сретнувам ликови кои што ми биле селектори, кои што биле тренери. И ги гледам сега, си шетаат внуче, куче, ова.
Ги нема во ракометот. Иве знае, во Битола најмногу ги има такви. Значи, сакам да кажам, да, тој е човекот, ние сме го избрали сега. Има големо искуство како играч, како тренер, заслужил да се пече на грб на репрезентација. Да, ние на кого се не даваме прилика. Нема друга алтернатива. Ние прв пат не разговараме дал да биде македонец или странец, така па на тоа разговараме. Овој човек има таков интегритет како никој во македонскиот спорт, не ракомет, во историјата. Че му се даде, но со усул. Значи ти го давам детето, ама со усул. Тоа е моето размислување. Ива? Па добро, од неговото назначување, колку е веќе година дена, видовме дека е Киро и неговиот стручен штаб е некој кој што ја доби максималната поддршка првен од ракоматната федерација во однос на услови и тоа што избор од публиката сигурно. Да, македонската јавност сигурно. Сигурно. И еден момент каде што стално ние го забораваме, тој збораме за некој, не знам, олимписки циклус и половина, така 6 години, каде што периодот на адаптација, односно Киро колку ќе се адаптира, сега е тренер и играч, се уште актуелен играч во Нант. Мислам дека во моментот кога Киро ќе одлучи да биде само на клупата, така, да биде на клупата, ќе почне и она продуктивност негова, што би се рекол, бидејќи Киро мора да знае дека се уште не ги осетил оние моменти на тренер каде што секојдневни моменти на работа со екипа. Седомте кори. Точно така, дека допрва ќе искуството кој што потребно и тоа искуство кој треба да го добие допрва ќе го добие, се е тоа нормално и ова се што му се случува денес со репрезентацијата е нормална работа. А тој има и две задачи. Една е неговата лична задача како тренер и селектор и втората е задача да состави нова репрезентација. Оти ги нема него, Миркуловски, полека си оди најверојатно и Џомба можеби за година ќе не напушти. Столе го спомнавме дека е пред крај на кариера, значи. Така да дефинитивно дека треба да му се даде шанса да и еден олимписки циклус да одработи, да видиме дали е првен и спремен за тоа. Тој покажа, но треба и да докаже дека е спремен за да извршува функција заедно со неговиот стручен штаб и дека времето само и никој друг ќе покажи колку ќе биде тој период на адаптација негова према репрезентацијата, начинот на работа и се до тоа што после ќе се бара од него пласман на следно светско, европско првенство и така натаму. Мислам дека ги има сите предуслови да напредува. Се е тоа сега трка со времето и тоа како репрезентацијата ќе се селектира, ќе се знае што се бара од репрезентацијата. Ние зборавме преќе, разговаравме за време на утакмицата и во тој избор на играчи. Ние мислам дека ново европско првенство немавме јасна цел. Дали одиме да Чувај си мислата за последниот круг од прашање. Ѓурган, повели вашата реплика? Не кажав еден дел што ме потсети сега и многу е важно и со повеќе биде окружен. Значи мислам дека во моментов Кире прво во моментов имајќи предвид дека е тренер играч во Франција, во моментов тој мислам дека зеде преголема обврска, имајќи предвид дека тој ги тренираше сега летото и 2004 или 2002, па имаше со ни квалификации неуспешни и така натаму. Мислам дека тој е преголем залак дури за него, дури за него имајќи предвид дека тој има обврски према некој професионален клуб и кој како сака може да гледа или да размислува, но фокусот е фокус. Значи, ние сите сме биле во моментов јасно на 3 различни работи, разчлени, па фокусот не е тој. Сакам да кажам дека прво е важно со ова и втора работа во овој циклус и пол или 5 години, пошто тоа е една година, се почна олимписки циклус, многу е важно дали Лазаров ќе биде тренер на некоја екипа. Исто многу важно. Ако
биде тренер, што не е ништо страно во ракометот. Во ракометот нема професионални селектори, многу ретки се на големите. Тогаш која е екипата што него му ја брка работата на Работата за терен? репрезентација. Значи ние спомнавме дека Мишевски треба да игра. најде клуб. Да игра. Некој треба да разговара и со Мишевски, ама треба да разговара и со Давис или со Вујов вчера, или треба да разговара со Бабиц за Костевски. Тоа е неминовно да разговараш ти како селектор или некој твој. Да. Рековме дека Кире Лазаров, играјќи 20 години во елитни клубови, малце изгуби контакт со македонскиве клубови, со македонската реалност. Друго е да гледаш видео, друго е да си покрај клупата да ги видиш како дишат, како реагираат, па може би беше изненаден од некои реакции и он сам во некои изјави кажа дека е малку изненаден, дека всушност не ги познавал. Ги познавам, не ги познавам. Не ги познавам, така, ги сум значи, гледал на екипа- видео, сум ја гледал статистиката, ама всушност не ги екипата познавам. околу тебе е играчите. многу важна, но и многу е важно колку ти на таа екипа ќе и дадеш или нема да и дадеш да биде важна биде во важна. твојот дел, така да менаџирање, тоа е веќе во дел на менаџирање, ти тука менаџираш, нема врска со ракометот. Ракомет. Предпоследното прашање, кратко и јасно. Што Македонија доби на ова првенство, што изгуби? Ај, Ѓоргон, од тебе, од пикер. Позиција, брз центар играте вие пикерите. Кратко. И може и ништо не доби, може и ништо не изгуби. И тој одговор го прифаќам. Многу општо, многу е грубо да кажеме што доби, што изгуби. Мислам дека на ова европско првенство од аспект на резултати све не е јасно, од аспект на играчи мислам дека го добивме Велковски како еден веќе играч кој што Созрел. покажа дека во континуитет може да игра. Видовме дека имаме голмани кои што се надополнуваат и видовме дека во отсуство на, ти спомна Столе, го спомнавме Гоце Георгиевски, јас веќе ги рачунам нив, имајќи предвид дека играме предквалификации и квалификации, значи збориме че помине година дена, тие се веќе играчи кои што треба полека адакта да ги ставаме. Значи ние не видов тука сега некаков компањон на Пешески. Поготово на пикер. Значи не видов и во принцип мислам дека она што по мене не беше добро, може да го поврзам и со разговорот на Иве дека немавме јасна цел, може имавме јасна цел, а ние не ја знаеме. Што со таа генерација 2001 што сега ние ја ставивме во оваа репрезентација, а имаме Нана за 98 која што ја нема овде и би требало да Значи отворивме прашања, генерално не Така. изгубивме нешто многу. Па виде Може така да. Твојот одговор така да го дефинирам. Многу тешко, во моментов не Добро. можам Се сложувам со многу тешко. не можам да кажам во моментов, значи стварно не можам да кажам, треба значи убаво Ќе направиме ние од една што и да кажеш може да не дали некој ќе се налути, дали ќе сгрешиш, не е греф никаков, но мислам дека нема да биде издржано. Не ја гледаме уште сликата на ова комплетно, иако за нас заврши, не ја гледаме комплетно. Ќе почекаме малку поголема дистанца. Иве, кратко. Не знам, Ѓоргон многу работи кажа што се на место. Мислам дека може и Кузмановски, ајде, кој не е играч од ова европско првенство, тој лани беше во ростерот, покажа дека е потенцијал и дека сериозно треба да се рачуна на него. Имаме избор. Така да, не знам, од оној најавениот систем на Лазаров, мислам дека немаше ништо многу да се види, освен дека играме уште малце, не знам, побрз ракомет од претходно, така да... Дека сакаме да играме побрз Да, ракомет. дека сакаме да играме побрз ракомет, така да ова првенство ќе остане како така една Една транзиција. една транзиција или не некоја нејасна слика, така да ќе оставиме да видиме она што доаѓа и да видиме. Што би рекле ние статистичарите, мал е примерокот. Даре, кратко. Добивме, ете, се согласувам два тројца играчи. Според мене Се сложам. изгубивме шанса да одиме понатаму.
како сака, јас мислам дека Јас бев голем оптимист. Ја бев голем оптимист, мислев дека ќе ја поминеме Словенија и ќе ја тепаме Црна Гора и ќе идеме понатаму. Според мене, сега кој сака да се сложи, кој не, тоа е моје мислење дека изгубивме можност да идеме понатаму. Ја да си го пофалам аналитичкиот систем на само Ракомет, кој предвиде дека Словенија лошо ќе настапи, со тоа што патриотскиот ум го победи аналитичкиот мозок, па мислев дека Македонија ќе оди, а не Црна Гора. И еве за крај, нешто јас што не го наметнав како тема, а имаме уште милион теми, ова е навистина интересно, поготово после заокружување на првенството. Ќе имаме трибини, ќе поканиме и од, што вика Ѓоргон, и од позиција луѓе, веќе имаме добри сигнали дека се расположени да гостуваат од репрезентацијата, па ќе се измешаме и ќе се дискутираме уште по-издржано, така и поинтересно и поиздржано. Нешто што јас не го отворив како тема, што не прашав, а што би сакале да го кажат. Еве Иве, од тебе. Па добро, генерално фативме доста од се она што се случуваше. Јас малце пред почнав да зборам на еден момент каде што не знам, селекцијата на играчи, дали во овој момент кој реков и дали имаме јасна цел. Може јас да ги набројам? Па добро, дали во моментот се прашувавме зошто не игра Мечка Лазаревски, зошто не игра Ларов, зошто не игра Коки Петров, зошто не доби шанса, да. Зошто не доби шанса, беше во ростерот. Малце ми е чуден за неколку изборот. играчи имавме објаснување дека поради протоколите за корона не биле во ростерот. Исто беа млади играчи. Тие се премлади, сепак се млади играчи, така да изборот на играчи во одредени надпревари каде што веројатно беше и клучно прашање ми беше пикерската позиција. Имајте ги предвид Столе и Жаре кои што седен Старков, кој што вика мислам дека против Црна Гора требаше врз основање на она како систем што го игра македонската репрезентација, ка Петров според формата сум убеден дека беше и ќе се вклопаше, дека е пред Христијан Симоновски и мислам дека Ѓоргиев малце подизгорено. Да, не го преценивме, дека му ги преценивме веројатно можностите, тие се сите добри деца веројатно и добри ќе бидат добри играчи во иднина, но на овие надпревари кај што ние требаше да одиме со најсилниот состав. Со најсилната одбрана ние малце импровизиравме, тука не ми е мене тоа јасно, се покажа дека македонската репрезентација не беше спремна за импровизација и на крајот испадне резултатот како што е, но јас се надевам дека пред се мислиме за со Црна Гора надпревара. Да, мислам дека во периодот кој доаѓа тие ќе го оправдат, од големата доверба што е наметна селекторот и дека во клубовите каде што играат дека ќе ја покажат таа разлика, дека заслужуваат да бидат во оваа репрезентација кај што се сега. Горан? Тој многу има спремено. Немам, ја и кога пишувам, Сабајле ќе пишувам, за 6 Сабајле. Правиш разлика таму кога пишуваш во колумните, морам да те пофалам. Не се спремам, ја можам да евидентирам само што сме почнале, кога се сменале, кој излегол кога, што во принцип не ми значи после, пошто не се бавам со кој кога влегол, кога излегол многу. Спомна Иве за имплементација на некој систем. Мене ми е јасна филозофијата на Лазаров, имајќи предвид дека долго време соработувавме и колку тој го почитува шпанскиот систем со таа позната изолација на една и друга страна. Ние можеме да изолираме, ние можеме да изолираме до утре. Но ако ние го изолираме Митев или го изолираме Ѓоргиев на 19 години, на 38 години, пак се враќаме на нивниот индивидуален квалитет. Затоа, ги спомнав низ двајца се случаи, не е битно кој Миркуловски. Миркуловски има... Миркуловски се сети. Тој може само да биде Горчо го извел до таму, другото е се на другите. Значи, сакам да кажам, и Миркуловски е 39 има, ќе прави 39, така да вие може да го изолирате Холм, кој може или Стенс,
и да го изолирате Митев. Значи, Лазаров ќе го имплементира тоа. Дали таа филозофија одговара на типот на играчи што ги имаме, на квалитетот на играчи што го имаме. Исто како во одбрана, исто како во напад. Ние 90-тите кога играше Иве игравме 3-2-1. Пошто ги имавме Зарков, ги имавме, сега не знам, Златен Димитровски или не знам кој. После дојде една генерација во која што и ја малку учествував, кај што викаше Пепи, ова генерација за нас е, Пепи рече вака, значи пред тука седиме, вашата генерација за нас е топ од да топ. И ние се смеевме, што ние сите нив ги гледавме како богови. Особено ние што сме од Струга, однос на Битола. Испадна вистина дека ова генерација се задржа многу високо во многу подолг период и играше одбрана која што не беше иста со нивната. Пошто таа нивна генерација имаше еден висок, тој беше Игор Николовски. Другите беа релативно ниски. И Пепи кој што не го трошевме во одбрана. Сакам да кажам. Ќе му дадеме шанса на тој систем, така? Сакам да кажам, ние не одредуваме тоа, одредува селектор. Но кога ќе одредиш ти систем, Шпанија го имплементира, да. Шпанија со Раул Интерио, со Сармиенто, со Петко, со Трајко. И во долг не викам дека не треба или треба. Не си дозволувам, не сум до таа мера, не сум тренер. Но дали ние имаме тип на играчи за да го имплементираме тој систем? Пошто тој систем не е единствен на светот. Постојат 2, 3, 5 системи. Значи не играат сите таков систем. Ќе отвориме темата, ќе гостува така, позицијата. Значи, ми беше поентирањето ми е дека кого ќе изолираме и со кој пивоти ние. Во тој систем исклучително се битни пивоти. Ти ако имаш пивот од 75 кила, ти жаби изолираш некого 2 на 2 да игра. Или 1 на 1 ако изолираш, зашто изолацијата или 1 на 1 да го дрма, или изолацијата е 2 на 2 да му спушти. Нема трето. Кога ги спомна кого ќе му спушти? На 5-6 кили на некој од 38 кила. Кога спомна килажата, јас се местев за централен бек, ама со килажа можеби ќе најдам местото. Нема правила во ракометот е правило дека нема правила. И го Стенс ни го покажа тоа и Холандија. И ќе ни го покажуваат допарва играчи и буцкасти, и понебуцкасти, и вакви и такви, нема правила. Има и Калман на десно крило. Даре? На лево. На лево. Мислам дека дали има нешто што не прашам? Да, мислам дека све офативме. Така да Јас знам дека не офативме се, ама имаме многу теми. Добро, само ете за нешто крај... како тебе што ти остана вака као недокажано во сите овие разговори. Па ништо, ете тројцата рековме изборот на играчи за воиднина. Е тој. Тука некаде се се споиме, да. Базенот е тој. И статистиката ни кажува, така? Да, и уште една работа, како селектор се надевам дека ќе даде можност, ќе работи само со сениорите, а некако неговите претходници, младинци, кадети, пионери, све да води еден селектор е малце. Според мене, ако... Пак ќе кажам, дали е селектор или е савезен капитен, има разлика. Значи тоа има разлика. Ние сме имале порано, имавме селектори и Илија Темелковски беше селектор. И си имаше за младинци, си имаше и мислам дека дури тоа беше лошо што комуникацијата и тоа е нешто што е ова. Значи кога ќе завршиме се, ја имам, пак ќе кажем, имам печатот барем лично за мене. Значи ја ниту имам некакви своји амбиции да све што фрлам како прашања, се што фрлам како мислење, дискутиравме многу со Ива. Кај нас значи, многу, веројатно се многу, овој сигурно ти се налутил, овој сигурно, искрено, шат ме габи. Не, да, не размислуваме така. Не, значи се што фрлам е да се излечи нешто, иако, значи, ниту сум бил најдобриот, далеку, ниту се сметам за тренер сега. Се што нафрлам за да се отворат теми, што би било за да биде нешто поквалитетно за спортот, што ни е нас на сите длабоко навлезен во нас. Значи, нема бегање од тоа. Никај Дарко, никај Иве, па никај тебе што се нафатил со ова. Значи, нема бегање. Ние треба да се трудиме. Ти спомна, не знам или Иве, дали ние ќе се пласираме на голема првен. Ние ќе сме во сериозна закана, ако наредни 2-3 години не сме на голема сцена.
Наш ќе не изеде Ери Филмас. Да, Наш ќе не изеде, наш Даре, ќе а не и ти со изеде. твојата ракомет за секој дете вие сте мерило. Колку дечиња Ние имате за работиме, време се на... трудиме, Да. има многу поголеми од нас, има многу побогати од нас, Така. има многу попаметни. Значи, ние имавме, можам да ти кажам, сигурно едно 7-8 илјади деца во, не ние, Македонија, имаше што трчаа. Ја ви гарантирам дека не се се ни 3, ни Не 4, се, ни да, 5, не се. ни 4. Значи, ти ако немаш услови, а си ги преполнил децата, еве, кој ти работи статистика, логиката вика дека ние нема да вадиме надолу, пошто условиве кај нас не се подобри, или се исти или полоши, пошто имаме пола Македонија е ладна сала. Така да, од тој аспект, ние мора да се трудиме што поише деца да влезат сала, ако сакаме да направиме нешто. И толку сме малку, Малку видовме по Знаете статистиките. што се сошешалиме ние со позиција опозиција? Малку сме. Ја ниту имам претензии, ниту ме интересира. Ме интересира дали ова што е ставено одиме напред. Одиме напред, супер. Одиме. И ја ќе го пофалам прв. Дојде човекот, го фрли Миркуловски назад. Аплауз. Тоа го чекавме 3 години. Кој е тој што се откажа од Миркуловски? Кој е тој што не го натера Миркуловски? Ама не сакал, абе државен апарат ќе го натера и да се појави слушам. овде. Да, тоа е тоа. За крај не може да не ја забележиме и денес кога живавме во македонската публика. Една од најдобрите дефинитивно публики, еден декор, еден дух невиден. Секоја Ние чест. губиме 8 разлика, тие пеат Секоја прекрасно чест за чувствено. сите таму Еве, што беа. со македонската публика, со македонската фаланга, да Македонската публика е веќе истренирана долги години. Јас се сеќавам во Вараждин кога игравме. Мислам дека никој не веруваше група од 6 репрезентации дека ќе помине понатаму. Луѓе стануваа од сред надпревар. Сега како што гледавме и тргаа за Вараждин, а после и за Задар. Потоа дојде Србија, го промашивме Австрија и уште едно повеќе, дојде Србија, ние почнавме преку Металург, Се преку создаде една Вардар, култура. пошто имаше Така еден е. вакуум на успеси, се создаде преку Металург и преку Вардар. И со овие успеси на репрезентација, ние почнавме да ја тренираме и родителите да ги децата да ги тренираат и да ги носат и ние имаме се резултат и таа публика ќе не тера уште година, 2-3 додека ако ние се држиме. Верувате така како што се добиват, Така ќе те се Ви благодарам за гостувањето. На почетокот малку здравствени проблеми, па да. прескокнувавме. Даре беше тука, ја и Даре бевме константно негативни на корона. Издржавме од почеток до крај. Се нас е едно добро искуство, ќе ни отвори многу теми за понатаму, дискусии, разговори, ќе анализираме играчи, без никој да се најде запоставен или навреден и ќе се надеваме дека Македонија ќе продолжи сега веќе подобро од ова, и сега најверојатно ќе бидеме Треба да си Предпоследни. поставиш еден некој задача да ова без разлика на имање, немање големи надпреварувања преку годината да се работи. во однос на тоа на технички можности тоа не наблага, али да се дискутира и за зашто да не, и за Еврокупа и за домашно првенство. Мислам, тоа е подигање на интерес. Така, ние тие теми ги продолжиме, Тоа- малце ќе одмориме сега како што рече, ова ти го кажа во колумна, ќе уживаме во убав ракомет од како Македонија си ја заврши задачата и потоа ќе се навратиме повторно на Еврокуповите, на македонската, на првата лига, отидеме таму Ја верувам дека и ќе секој што е пратиме. вклучен во ракометот и овде што сме и надвор од Собава, мислам дека барем малку чувствува тензија и сака да има успех. Може има и некои што посакува неуспех, не тоа е секогаш некоја нормална работа, но ако за ништо друго ние сите зависиме од ракометот каде ќе биде поставен. Јас сакав да бидеме втор клуб, сакав да се бориме, тоа нас сите ни Јурган, ја имав 3 сценарија, прво, второ и трето. Првото се оствари, второто И беше затоа е тоа така напишано, знаете, ви ги прати вас. дека сакаме таму да бидеме. Јас чувствувам тензија кога ќе играме, без разлика што сме далеку од таа приказна, чувствувам тензија и дека дали денес ќе добиеме, што ако добиеме, што ако сме во втора фаза, што ако сме ова, не е исто. Така е. Не е исто сега, нас нема да не зборат, уште 15 дена има Европско првенство. Да зборевме колку важен амбасадор е македонскиот ракомет. Ви благодарам, Иве, Горан, Даре. Сепак со насмевка ќе завршиме, има македонскиот ракомет тим. Само Сите, спортево. сите ние
кој повеќе, кој помалку, кој од хоби, кој професионално работи за македонскиот ракомет и ќе продолжиме да пратиме и да ги држиме будни сите. Ви благодарам. Благодариме.